и време е за оброкот на денот. А секогаш сме на вистина задоволни и радосни кога вештите жени ги имаме во нашиот оброк на денот. Односно, секогаш и околу новогодишните празници, дефинитивно наоѓаме време и ние, а и вие за ваква дружба и дружба со гледачите, каде што ќе зборуваме за изминатата година, нели, она што сте го сработиле за вашата хуманитарна мисија пред се, и се разбира за убавата трпеза која што ги собира сите во семејството, а која што нормално вас ви е фах и сакате да ја правите и се разбира заради тоа што сте љубители на убавата храна, приготвување на убавата храна, нели сите сте и членови во Вештите жени. Па добре ми дојдовте. Две од вештите жени, тоа главната е до мене. Нема поглавна. Жана или Снежана Стојановска и Мартина Димитриевска. Прв пат овде од Тетово. Па добре ми дојдовте. Домакински ќе ве дочекам, да си наздравиме, нели? И се вака малку телевизиски. Помалце. На телевизија сме. А се разбира во знак и на празниците, но и на славата, нели? Така, сега се заврши Свети Никола. Така што, еве, ќе наздравиме во таа чест, нели? Ќе честитаме. Па и ќе треба некоја порака да кажеме. И порака, там нормална порака се очекува. Љубов и само љубов. Тоа ќе го спаси и светот и сите кои живеат на оваа планета, не само луѓето. Не само животните, не само птиците. Духот е во нас. Ако го споделиме со другите, ќе биде уште поголем и уште поквалитетен. Хубаво кажано. Браво. Уште една живели. Рековме, ја спомнавме, нели, и славата и Свети Никола. Споменавме дека е посна, нели, и во таа чест денеска имаме и приготвено веќе јадење, но имаме и декорација од посна торта. Тоа ќе го презентираме во денешниот оброк на денот, но исто така споменав и веднаш така ќе почнам за вашата хумана мисија, традиционална. Овој период од годината одите онаму каде што е потребно, каде што можете, нели, и ги донирате средствата кои што од етно вешта жена сте ги собрале изминатата година. Ненад, една многу важна работа. Сите донираат. Меѓутоа ќе побара од некој да му даде, да тој го даде. Како што се, да кажеме, нашите оператори, како што се полно многу, како фирми, и тие ги даваат или формираат здружение, дајте ни да им дадеме на тие. Меѓутоа, во Вешта жена, овие 30 години, секогаш се трудиме да создадеме сами, да го направиме, да го продадеме и да го поклониме на тој што треба. Тоа целата година сега се проткајуваше, како што беше со одржувањето на Вешта жена од февруар месец, па после на крајот на мај етно Вешта жена, каде што донираја од сите градови за Сувилаки кај Струмица, и есенскиот дел е етно Вешта жена која е поврзана со од најмали до најголеми. Ако ние децата не ги воспитуваме од мала нога, дека семејството е најважниот елемент преку кој можеме да ги развиваме сите останати работи. Така да оваа година дечињата од училиштата, конкретно Тетово, благодарение на нивните учителки и директорите, направивме вешто дете кои декорираја тортичиња. Вештите жени, тоа го имавте вие преку камерите, мислим, гледаја сигурно гледачите. Тие средства собрани. Вчера усрекивме над 1000 деца во Тетово, каде што ги посетивме не само градските училишта, ги посетивме и селските училишта. Се бунат, вика, абе добро, само за граѓаните е Дедо Мраз. Така да ние го направивме вчерашниот ден. За сите што ќе поминат и кои ќе го видат Дедо Мраз, и украсена колата, и радоста на децата, мислам дека тоа е најубавата душевна храна. Одличен вовед, сакам да го видиме прилогот, бидејќи имаме одлично место прилог благодарение на нашата Даниела, да погледнеме дел од училиштата и онаму каде што бевте, не можеше се да се опфати, вие цел ден имавте активност, но за ова што зборуваме, нели, оваа радост да пренесеме и до вашите домови, а веднаш потоа ќе се вратиме, нели? Ајде.
Собрани во дворот на основното училиште Братство Миѓени во Тетово, најмалите нестрпливо го очекуваа најпосакуваниот гостин, Дедо Мраз, кој пак со свирката на украсениот автомобил најави дека е тука. Го пречекаа со радост и насмевки, а си добија и подароци. Веќе неколку години поред, Сдруженијето Вешта жена на ваков начин ги радува учениците од Тетово, како награда за нивното учество во манифестацијата Вешта жена, на која и децата ја покажуваат својата вештина во готвењето. Дедо Мраз е символ на љубов меѓу луѓето. Ние преку Вешта жена, токму денес во Тетово, ги посетува Дедо Мраз сите училишта, благодарение на дечињата кои учествуваа во етно Вешта жена, припремаја тортичиња, тие тортичиња ги продававме, секако и вештите жени припремаја храна и средствата собрани се наменети за сите дечиња во градот заедно со Дедо Мраз. Се надевам, како што го пројдовме Седларце, сега Братство училиштето, Гоце Делчев, Кикиш, Лирија, Вратница ги чекаме да дојдат. Тоа е најголемото богатство. И мислам дека еден ден и еден час го направивме среќен на тие дечиња. Училиштето Братство Миѓени 6-та година поред учествува во Вешто дете. Учениците уживаат во оваа манифестација, каде нивниот труд се вреднува. Нашето училиште во манифестацијата Вешта жена е вклучено од 2017 година. Таа учебна година со воодушевување прифативме поканата на Жана да дел од нашите ученици учествуваат во манифестацијата, кој што се состои во практична креативна работа и креативни активности на учениците во украсување на торти. Потоа тортите, односно нивните креации се даваат на аукција. Оваа година, како мали предприемачи, учениците беа ставени во функција да изработуваат, украсуваат сладки торти. Нивните сладки беа продадени на аукција, а потоа нивниот труд, вложениот труд, односно парите кои што ги добија од аукцијата, се вложени ве тука, можете да ги видите. И фактички тие со нивната креативност, работа, умешност и вештина која што ја покажаа на таа манифестација, на манифестацијата Вешта жена, дел од Вешто дете, придонесоа да се разубави и нашиот училишен хол. Ние на Вешта жена правевме торти во чест на празникот Нова година, со кои парите ги употребивме за украсување на нашето основно училиште Братство Миѓени. Ги украсувавме тортите со помош на пластелин и потоа ги продававме. И останатите пари ги искористивме за украсување на нашето училиште. Нас ни беше многу убаво на Вешта жена, таму се забавувавме, игравме, правевме торти од пластелин, а останатите пари од тортата ги користевме за украсување на училиштето. Си правиме убави торти. Нашата торта ни се продаде за 800 денари. Каква беше вашата торта? Нашата торта беше убава. Таа беше со есен. Еве дојде Дедо Мраз, како го пречекавте? Ние го пречекавме Дедо Мраз со насмевка и се радувавме кога дојде и на сите оделенија ни даде пакетчиња. Ти како учесник на Вешто дете, дали ќе продолжиш и во иднина да учествуваш на оваа манифестација? Да. Ете така, одлично. Вики, чуда има на масава, така што се надевам дека ќе успееме да доловиме се. Еве и во оваа тегличка има колачанца, како што велат од Вешта жена, се јаде. Среќа теглава само не се јаде. Друго све се јаде кога ќе дојдат во нашево студио. Навистина, убави пораки, убава енергија и имавме можност да видиме на лице место како изгледаше, нели, вашава мисија за која што толку зборуваме, едно од училиштата. Колку училишта оваа година ќе опфатите? Во Тетово само. Иначе во сите градови каде што беше етно Вешта жена, по договор со организаторките, дали ги поклонуваат на децата со посебни потреби, пакетчиња со торти, дали во старачки домови, значи во секој случај, каде што се одржа етно Вешта жена, до Нова година ќе бидат посетени. Јасно. Ке се задржавме малку, прокоментиравме докога го гледавме прилогот дечињата, значи они имаа баш мисија, не само
нели чисто декорација како што Така спомнавме е. јас и ти претходно, него баш има можност да Значи украсат. вака, што е нашата главна цел? Децата, ако почнете од мали да ги воспитувате дека треба да создаваат, да креираат и да си го наплатат тоа, Да. затоа што кај нас све без пари може, идеја без пари да се купи све. Меѓутоа, тие тогаш добиваат енергија, гледате како детето што кажа. Значи, они со тие ја у школото украсиле со тие средства. Да. Ние дел од тие средства нормално оно што ги дадовме пакетчињата, меѓутоа во секој случај мислам дека оваа мисија со децата заслужува посебно внимание. Корените се кај децата. Така е. А ние возрастните можеме само да ги понатака продолжуваме нашите идеи да ги прифаќаме и добро е тоа. Младите се вистински заинтересирани и посебно се радувам што ние веќе во Вешта жена имаме доста млади, доста амбициозни, па сега интернетот го чини своето, но тоа што ќе го Па направи добро, тоа што за река, добро да. може да се види, нели? Тачно, Споделувате фотографии, точно, разменувате точно, мислење, така точно, и кога така. види како се надоврзуваме, и кога веќе ги спомнавме младите. Да. Еве еден представник од младите, така ли? Од оние млади членови во Вешта жена. Па ајде официјално добре ни дојде, иако се представи. Добре ве најдов. Како си? Супер. Супер. Ајде малку за твојава приказна во Вешта жена. Мама те поттикна веројатно. Да. Мама, поточно мама Данче, е учесник на Вешта жена од 2012 година, па намаму се до денес. Понатаму ме поттикна кога гледав како прави торти, како изгледа целокупното надпреварување. Решив дека и јас сакам. Па така во 2018 заедно со неа и јас почнав да се надпреварувам. И кога видов колку љубов, колку дружба има таму меѓу сите жени, да. Ми беше особено чест и задоволство да бидам и јас таму. И посебно ми е мило сега што сум овдека со тетка Жана, затоа што, како што и сама најави, караванот е тргнат и ќе трае уште неколку денови. И во склоп на тоа сакаме да ви покажеме како изгледа, да ви декорираме една торта, која ќе биде учест на Гостувањето, да, и мисијата, па и на караванот. На дечињата. Да, и на дечињата, и да покажеме дека и постната трпеза може да биде вкусна еднакво како и месната. Да, па тоа и со Ката која најавувавме дека ни доаѓаат Вештите жени, демек Ката ме прашува што нели ќе презентираме, викам тоа ќе биде посно, ама вкусно. Нема кај Вештите жени невкусно, се е вкусно. Така што па ајде да почнеме малку да се вака, Мартина може да декорира, а јас ќе го кажам прво рецептот за ролатите, плескавиците и ова што е од риба. Добро. Значи овде исклучиво ослич риба, затоа што има дебела коска, може да се извади, но ова е све здрава храна. Тие што се борат, гледам кај вас доста доаѓаат за здрава храна. Значи ова е комплетно здрава храна. Ја ги разбирам храна. малку со Вештите жени. Добро. Не, сега и ние сме уклучени. Вие сте здрава храна. Па Значи вака. Просто има стајно овде. Не, просто. Ништо. Се просто не е здрава храна, само Се просто. шегувам. Значи вака, се што е од рибата, посебно се на пареа се обарува, олјупена осличот нормално да се извади тоа кожата, што е другото. Брокула, компир, карфиол, морков, после има керебис и она што иде све зеленчук во една чорба, да речеме. Тоа се вари све заедно и после делот тоа е во декорација е ставено, меѓутоа тој дел заедно со рибата не да се меле, значи малку да биде таа обарена, се ослободува нормално од коската, се меси заедно и се става, например, ова е со пола кило ослич, ама има и Зборуваме за ролатот во средина. за све комплетно. Добро. Ама не вамо има уште малку останато, него со ова и плюс од ова со пола кило ослич, да? Значи, негде околу треба два компира, морков, керебис, што ви кажа. И се тоа заедно се вари, рековме, и после си го И месиш. после и кромице става, и лук се става, прас само не се става, го меша тоа заедно. Све тоа сварено се исцедува од водата и после тоа кој ќе се меси, се измесува и се става презле. Пециво и се остава да отстои најмалку пола саат. Е сега, за ролатот.
морков, нели сме сварили цели тие, ќе останат од морковите, на фолија алуминиумска, се става мало зејтинче и презле попрскано, да речеме на него убаво, се става расплескано дел, ќе го поделиме, дел за плескавици, дел за кебапчиња, дел за ролат и ќе се расплеска убаво на презлата што е, се става. Сега тука има и зелје ставено, да биде ова зеленото, немој да мислиш дека е засипаното, значи даде морковот. Колоритно малце. Да, може да се стави и од овие, меѓутоа мислам дека поедноставно така се ролува, се витка добро у фолијата и се става, се вари на вода. Овие другите, на хартија за печење. Значи, ова не е ништо пржено. Ова се става во вода да клокоти? Да се вари? Ова, ролатот. Алуминиумот. Да, тие сега, например, може да бидат два ролата помали или поголем, се сведно. затвора алуминиумот, се става... Убаво се затвора и се става да се вари. Добро. Додека плескавиците и ова се прават во форми на хартија за печење, на 180 се пече, затоа што тоа веќе е готово одно 20 минути и целата филозофија е таа. Ова од ролатот кој ќе се олади, се одвиткува и се сече вака на крупчиња. Јасно се декорира. Го разбра рецептот. Како не? Многу едноставен. Ставаш за вкус сол, како сакаш, а и куркума има. Здраво. Па и здраво. Тоа. Браво, Бежано. Па нормално и вие се борите во ново време, малку здрава храна. Така. Значи тоа е. А тортата? Така? Тортата е многу едноставна и Чекај само да ти помогнам. Можеш вака, ако сакаш да ја свртиш, да ја свртиме за покажување, само држ го тоа, а после нели и топчето. Еве вака. Чекај, ние доправиме. Да, име, сакаш да ја свртиш или јас ти... Добро. Да може да се презентира. Ајде, добро? Добро. А тортата? Например, за плекче од 30, да речам, подлабочко да биде, може да биде, ова е првоаглисто, значи 2,5 чаши брашно, од кои чаша може да биде ореси, може да биде лешници, може да биде и само брашно. Ако е посиромашна тортата, може и само брашно. Значи 2,5 чаши брашно во две вангли ставаш. Ја кажам, оње вешта жена, значи во две ставаш. Брашното во едната, значи 2,5 чаши, ставаш една лажица какао, ставаш пецило, све сувите заедно ги мешаш, ќе се промеша заедно, а во ова течноста што ќе биде, чаша и пол кисела вода и 10 лажици мармалад по ваш избор. Овде има мармалад од дуња. Побав мармалад не може да има од него. Значи, 10 лажици мармалад, го помешуваш убаво тоа со да се направи течноста да биде како треба и го полека го истураш во брашното, не во, мислим во ова, не обратно. Добро. Кој ќе се направи како треба, 100 милилитри зејтин се става во тоа, хартија за печење на тавичето и зема пола од смесата, загреано на 180, пола од смесата се става на хартијата и се става да се пече. 10 лажици сладко од дуње и 100 грама чоколадо посно, нормално, се растопува чоколадото, се меша заедно, која ќе се потпече малку тоа, убаво да речеме од озгора, над него се става овој фил и остатокот од пола смесата. Се пече и од озгора сакате чоколадирате, сакате еве со фондан, декорирате, украсувате и посната трпеза може да биде убава. Ја мислам дека иако не приготвувавме се овде затоа што нели немаме време, намерно се договоривме целата постапка и целата рецепта да ја презентираме затоа што нели се во ова, ако луѓето им се бендиса и сакаат да го пробаат, нели можат на нашиот YouTube канал одложно да си го погледнат и да си запишат и цела процедура да ја слушнат нели за изработката, зашто да не. И така може, така. Добро, па затоа ние рековме ќе ги кажеме рецептите затоа што затоа и кажуваме вака на многу едноставен, меѓутоа друго е кога ќе застанат и ќе
Јасно, но условите, нели? Условите се такви, не можеме ова сето да го направиме, а сакаме да стигнеме до крајот и до нели декорацијата и убавот. Само јас да појаснам за гледачите зашто нели ние само презентираме како готова, не кажуваме, односно битна е процедурата која што може да се погледнат на нашиот YouTube канал. Добро, сега ќе одмарате малку? Не, ние не одмараме. Ние утре во 6 часот заминуваме за пролом Бања. Да, сите вешти жени. 60 учеснички во етно вешта жена. И таму сме 3 дена заедно со туристички разгледувања на се она, значи од овде идеме Грачаница да видиме, пошто идеме преку Косово, па идеме во Куршумлија, па имаме локални водичи, ние не идеме на Вересија само, гледајте, значи буквално едукативно. Знаете од која причина? Жените меѓу себе многу не се познаваат од градовите. А сега кој ќе ги составиме заедно, тек тука се ствара љубов меѓу нив, зашто не им дозволуваме, немаат време за да се расправаат. Така да редоследно има една хиерархија, повозрастните, помладите ги поддржуваат, а после тоа, значи нормално новогодишните празници доаѓаат се, на 4 февруари со кавадарци почнува вешта жена и голема благодарност до Слогапром кавадарци, кои наназад етно вешта жена што беше, сегде ги поддржаја градовите за да без поддршка не може и затоа го очекуваме тоа Белки некој друг ќе им текне да помогне за да биде тоа што поквалитетно. Ние секако ќе го одржиме, меѓутоа голем поздрав до организаторките и до вештите жени на Република Македонија, кои во себе имаат преголема љубов што сакат да ја споделат со другите. Ја гледам, мислим овде што ги гледаме нашиве вешти жени што доаѓаат. И точно што викаат, ние сме едно огромно семејство. И еден автобус у кој се возиме, кој не му одговара ќе слезе, па друг ќе се качи и така. Можам да замислам во автобусот што се случува, браво. Нема, тоа ќе биде... Или не можам да го замислам, да. Па кој ќе дојде? Ќе треба една камера да пратиме. Не, сега тоа е една работа. Штом ќе се качат жените во автобус? Сега си? Никој не смее да снима ништо. Никој не смее на тие ние вечерта имаме у петокот вечер забава. У сабота имаме маскен бал. Они што од дома се подготвуваат. Што се случува во вешта жена, останува во вешта жена. Така е. Никој не смее да објави на може таму музеи, цркви. Значи ние ме мислиме пред музеи, вие да, значи тоа е. Пеете. Знаете што тоа што они меѓусебно го споделуваат, многу е порелакс, кој знае дека надор нема. Некој има љубоморен маж, некој едва ја пуштил. Тоа е реалната слика. Има мои пари. Жана не части, без пари не носи. Значи, све се тоа работи кои што не сакаме на никого да ги ставиме во ситуација да она тие 3 дена кои се дружат едноставно се релакс. Да, браво. Секоја чест. А младите ги носите? Да, сите и млади да. Да. Ајде малку да ги потикнеме младите со... Да, во Египет беа со нас. Да. Во Египет бевте? Па ние не сме за дома седење, само за готвење. Слушај, ова не се готвачки, ова се... Мартина е правник. Значи, професиите се сите различни. И убаво да потенцираш да не сватат, Затоа што ние не сме готвачки. Ние сме буквално семејството е основата за се. Се бориме за квалитетни семејства. Ништо повеќе. Така е. Со жанате готово, отиде прашањето. Да, за Египет. Да, Египет. Екскурзиите, да. Вашето, нели, патување, патешествие, зборам за помладите, нели, кои што се вешта жена, го имали тоа дружење? И со самиот овој разговор сакам да ги поттикнем, нели, и младите девојки кои што сакаат да се вклучат, сакаат, имаат љубов кон готвење, но сакаат и познанство едноставно, нели, комуникација. Па да, првенствено го има дружењето, значи меѓу сите, без разлика, значи млади, стари, да, сите заедно, да, по сите заедно, значи не сите заедно како што кажа и тетка Жана, значи заедно шатаме и да, дружбите се стварно на една завидно ниво. Не се боите, така? Не, никогаш. Возраста нема. Такви забави кои што имаат со нив, нема никаде. А пошто и никој не знае. Дури возрастни отвараат. Да.
Како што кажа и сама тетка Жана, достапен интернетот и секој може и да научи, иако не знае или не сака, не може, мисли дека не може. Може слободно да си отвори интернет, да си најде, да си види, да проба и да види дека може. Кога ќе види дека може да се пријави вешта жена и да стане член и да учествува во нашите забави. Да, јасно. Ништо, јас ќе ви посакам многу успеси. Кажавме се, Жена. Па ја да се заблагодарам на толку долга информација. Посебно на телевизија Телма, вистински, што ни одвојувате простор предоволен за да можат жените да кажат, да ги кажеме нашите искрени желби. Заемна е соработката, затоа што и оваа содржина која што ние нели ја овозможуваме со вашата соработка, дефинитивно е меѓу погледаните, односно нашите гледачи сакаат да ги гледаат вештите жени. Се што сакаат гледачите, ние нормално мора да им го презентираме. И кога сме веќе кај заблагодарување за вештите жени, посебно за тебе, нели, од Телма, мало поклонче. Благодарам на вниманието. Сега е време на ова подароци. Ова не е малку и обврска сега за наредна година. Не, вие Бога ми обврската сте ја направиле. Добро. И тоа што сте го направиле, ќе го дегустираме. Обавезно. Така, благодарам уште еднаш, многу се гледаме последната година, да сте ни живи, здрави пред се. Среќна нова на сите гледачи генерално. Да. Поздрав до сите вешти жени. Ве чекаме пак.